Добро утро, почитувани гледачи. Добре дојдовте во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Во оваа емисија зборуваме за правилно менаџирање на терапијата на високиот крвен притисок и покачените масноти во крвта, ставајќи го акцентот на сето ова од фармацевска гледна точка, односно посветеноста, грижата на фармацевтите и улогата нивна во правилното менаџирање на терапијата за овие две состојби за кои што ќе зборуваме. На оваа тема разговараме со Билјана Божиновска, магистер по фармација од аптеки ДНА Анифарм, Капитол Мол и Хром. Добро утро, Билјана, и добре ни дојде. Добро утро, Билјана, добре ве најдов. Така, драго ми е што сме повторно заедно, секогаш имаме интересни и добри теми да препорачаме и да упатиме и корисни совети до нашите гледачи. Велиме, секогаш кога ни гостуваш во емисијата, оставаме простор гледачите се што не успеале да го прашаат својот фармацевт кога биле во аптека, излегле оттаму па рекле заборавив да прашам како е ова или она, да искористат приликата па да се јават и да го постават прашањето. Секако. Фармацевтите секогаш велиме нели се најдостапни здравствени работници и верувајте дека ние сме тие кои што нели ја издаваме терапијата веќе после целата онаа голгота, одење по специјалисти, враќање кај матичниот да се земаат рецептите и потребната терапија. Сепак фармацевтот е нели последниот од алката каде што едноставно треба добро да појасни на пациентот како, кога треба да го зема лекот и зошто е неопходно редовно земање на терапијата за да имаме резултати во истата. Така, и кај фармацевтот секогаш полесно можеме да дојдеме, така? Така и да го поставиме прашањето ако нешто ни е нејасно, бидејќи правилното земање на терапијата е од многу големо значење, од клучна важност, така, за да го постигнеме ефектот, лекувајќи го проблемот. Се согласувам, заради тоа секој нели фармацевт кога стои зад рецептурата има секако една морална обврска да сето тоа го пренесе соодветно на пациентот и доколку и некогаш нешто сме заборавиле, секогаш сме тука достапни да пациентот дојде повторно се консултира со нас и она што секогаш велиме да напоменеме дека редовните контроли и оние закажани термини кај нивните специјалисти мора да ги практикуваат без разлика колку самата терапија е успешна. Токму успешноста на терапијата мора едноставно да се продолжи со правилни понатамошни насоки, бидејќи многу често, поготово ние младите, кога имаме некоја нели препишана терапија кај помлади пациенти, кога ќе ја средат состојбата за повишен крвен притисок или масноти, сметаат дека сега се чувствувам одлично, се е во ред, па многу често и на своја рака ја прекинуваат терапијата, која што понатаму може да дојде до многу посериозни состојби. Секогаш треба да чекаме лекарот да ја донесе конечната нели одлука и дали ќе се продолжи понатаму, дали ќе има модификација или пак промена во терапијата. Висок крвен притисок, покачени масноти во крвта секогаш како да одат едно покрај друго заедно. Така. Знаете што има секогаш ситуации различни, бидејќи секој човек нели си е индивидуа сама по себе, сите ние си носиме некои одредени генетски предиспозиции, тие и како делуваат нели врз развојот на одредени здравствени состојби. И кога ќе напоменеме стресен, брз живот, сето тоа делува и како на нели повишениот крвен притисок и пред се начинот на исхрана, брзиот начин на исхрана, несоодветното внесување на сите потребни нели хранливи, здрави продукти се исто така висок ризик фактор. Физичката активност е нешто што еве младите, искрено кажано, не радува што се почесто го практикува, така да континуираното нели здрав начин на исхрана, доволно физичка активност се едноставно причини надворешни екзогени кои што ги намалуваат високите ризик фактори за покачување на крвниот притисок и маснотиите. Меѓутоа, за жал не секогаш успеваме да ги нели следиме тие практични совети и многу често за жал и кај се помлади особи се среќаваме со токму овие проблеми. Покачен крвен притисок и покачени масноти. Ама младите се помалку или потешко сакаат да прифатат дека на тие години се јавил некаков проблем. Па тоа е токму така, меѓутоа она што мора да напоменеме дека многу често и не можат и да ги препознаат симптомите. Ние сме свидоци дека на оние контролни нели систематски прегледи знаат да се идентификуваат покачување на ниво на шеќер, покачување на масноти или покачен крвен притисок, каде што едноставно препораките и одат да нели се посети матичен лекар. И верувајте дека токму овие моменти треба да ги нели користиме како апел, затоа што организмот додека е млад и витален, едноставно симптомите не ги јавува понекогаш покачениот крвен притисок, иако ја секогаш велам симптомот болката е она кој што е најголемиот нели
пријател на човекот, бидејќи тоа е она што некогаш ќе не натера да побараме здравствена грижа од својот матичен лекар или барем совет од својот фармацевт. И едноставно ќе се тргне уште од најрана возраст да се третира тој крвен притисок, бидејќи понатаму може да биде живото загрозувачки. Така. Ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, ве покануваме во исто време и да се јавите да поставите прашање. Со Билјана Божиновска, магистер по фармација од аптеки ДНА, Анифарм, Капитол, Мол и Хром, зборуваме за правилно менаџирање на терапијата за висок крвен притисок и покачените масноти, акцентот ставајќи го на улогата и важноста на фармацевтот. Како може фармацевтот да препознае дали пациентот правилно ја користи терапијата? Дали за ова, дали за другата состојба или пак за нешто друго за што прима терапија? Така. Кога веќе ќе дојде во аптеката? Така, веќе кога ќе дојде во аптеката, најчесто се тоа терапија која што е препишана од матичен лекар, без разлика дали оди на фондовска плаќање или приватно пациентот треба да си го купи. Многу често се соочуваме како фармацевти кога ќе кажат едноставно не ни го давајте тој препарат, веќе не го пиеме или имам се уште дома од терапијата, сето тоа не наведува дека пациентот не соодветно ја зема терапијата, бидејќи преписите кај матичните лекари се на месечна основа. Што значи дека пациентот едноставно треба да го прашаме зошто е тоа така, дали едноставно докторот ги ја прекинал терапијата. Многу често се соочуваме каде што самите признаваат дека се одлучиле да не го земат препаратот за покачен крвен притисок или не го земат веќе препаратот за масноти, затоа што подобро се чувствуваат, едноставно самостојно си ја намалиле дозата или повеќе не го земаат лекот и така натаму. Тоа е нешто на кој што ние како фармацевти можеме да делуваме, затоа што менаџирањето на терапијата без разлика дали е хипертензијата во прашање или маснотите или некоја друга индикација и како е важна, затоа што треба да се напоменат сите ризик фактори од несоодветно земање на терапијата. Многу често имаме пациенти кои што, например, не ги земаат лековите за повишени масноти, затоа што едноставно ниски се триглицеридите и холестеролот во нивната крвна слика. Меѓутоа, не сваќа дека атеросклеротичните промени кои што интернистот ги воочил и кои што од поголеми причини го има препишано тој препарат, носи многу повисоки ризик фактори, значи тие атеросклеротични наслаги, маснови наслаги на крвните садови, отколку самата циркулирачки триглицериди и холестерол. Така да еден искусен фармацевт кога ќе појасни зошто треба пациентот и кои се ризик факторите од тие атеросклеротични промени, кои што во моментот можеби пациентот е помлад, можеби тоа се случи и кај постарите пациенти да едноставно самостојно си тргнат дел од терапијата затоа што имаат премногу таблетки за пиење, едноставно се преоптеретени и токму тоа менаџирање на терапијата е многу важно да се појасни и да се преповтори. Многу често пациентите велат хронична терапија ми е точно знам како да ја пијам, меѓутоа повторно ќе напоменам, фармацевтот треба да праша и преку суптилно препишување на самата терапија на кутивчето да едноставно повтори уште еднаш со пациентот и на тој начин многу често наоѓаме дека пациентите не секогаш навистина знаат како треба да ја примаат својата терапија. Така, ама кога добро ќе им се објасни, има веројатно и позитивни случаи, така, кога го прифаќаат. Така, да. го прифаќаат советот на фармацевтот и едноставно сметаме дека терапијата и резултатите во самиот третман се многу подобри. Така, да. Високиот крвен притисок, покачените масноти, велат тивки убијци, така, кои што може да направат големи компликации. Ајде пред да продолжиме со прашањето, да ги вклучиме гледачите, да не ги оставаме да чекаат на линија. Добро утро, повелете. Добро утро. Ве слушаме. Ве молам, поздрав до емисијата и до Ви благодариме. Да прашаме во врска со овој висок крвен притисок. Ја патев досега од низок притисок неде 100, 150 или 90, 140 и така. Меѓутоа во задно време ми се зголеми многу притисокот неде 160, 170, така да мораше на доктор додам, докторот ме препорача некој лекарство. После тоа мислам ги прекинав постепено, така да дојдов до пола опче. Сега ми се намали.
а сега исто така нискиот ми е добар, меѓутоа високиот ми е 150-160. И тоа исклучиво само на сабајле. Добро, а пиете терапија некоја за притисок во моментов? Моле? Дали пиете терапија некоја за притисокот или Терапија не? по пола, докторот веќе ми онади и рече и да ги прекинеш и тие пола. Так. Меѓутоа, а иначе на план ми е дури 100 со 50 или 120 со 60 така. Так. Само на сабајле ми е многу голем. Так. Добро. Добро, доволно е Да, ова. благодарам. Да, ви Да, благодариме да. и ние вам, па ќе слушнете сега со. Да. Секако пациентот треба да побара помош лекарска секако кај својот матичен лекар и да се почне со некаков вид на терапија. Ние во делот на третирање на крвниот притисок има голема мислам широка палета на лекови кои што може да се препишуваат и кои што делуваат на зависно од причината на која што настанува крвниот притисок на различен начин. Сепак пациентите кои што имаат вакви разлики, големи разлики во крвниот притисок, верувам дека уште потешко го поднесуваат сето тоа и заради тоа мора да бидат под соодветна контрола. Јас велам многу често се очекува да дадената терапија сега и веднаш делува. Едноставно, ниту докторите сега има некои протоколи по кои што секој го третира крвниот притисок и секојаш се оди кон некој основен протокол, меѓутоа и индивидуален пристап. Тоа не значи дека кај 90% од пациентите еден протокол функционира, дека едноставно ќе ги имаме резултатите кај сите пациенти. Заради тоа едноставно бара трпение да пациентот се најде соодветната терапија која што едноставно ќе овозможи да притисокот не варира во толку големи нагли промени во текот на 24 часа, а едноставно фармацевтот кога станува збор за вакви пациенти може со едноставни совети да препорача на кој начин и самиот пациент ќе му помогне во правилниот избор на терапијата, односно барем во три пати во текот на денот да го мери во домашни услови својот крвен притисок, да ги запишува тие вредности, например во рок од 2 до 3 дена и пред да оди кај својот матичен лекар, а веќе ја земал препишаната терапија, едноставно ќе му помогне на матичниот лекар да види како има ефект самата терапија. Може тоа да биде зависно од третманот, например пред земање на терапијата и 1-2 часа после земената терапија. Едноставно тие вредности се добри насоки кои што верувајте дека ќе овозможат полесен избор на правилна терапија кај секој пациент индивидуално. Така, кога го споменавме и мерењето на крвниот притисок, колку што е важно правилното земање и редовното земање на терапијата, многу е важно и правилното мерење на притисокот. Зборуваме за во домашни услови, така? Да. Кога одиме на лекар, па тогаш правиме споредба од она какви ни биле вредностите дома, како кај лекарот. Како да го мериме притисокот? Како фармацевти многу често продаваме ние и апарати за притисок во нашите аптеки. Во основа има различни апарати, они кои што мерат на рачниот зглоб, оние кои што имаат манжетни стегаат на надлактицата. Секако препораката е секогаш од наша страна, секогаш кога поготово се постарите особи во прашање да ги земаат оние апарати кои што стегаат на надлактицата со колку можно е постатична и поубава манжетна, за да може да позицијата на раката, која што во домашни услови пациентот ќе мере, па мора како фармацевти секогаш да појасниме во каква положба треба да се наоѓа телото, во колку одвоена манжетната од самата надлактица, значи како треба едноставно правилно да седе самиот пациент и она што е многу битно, многу често пациентите не го практикуваат и доаѓа до забуна дека после еднократното мерење на притисокот веднаш не се вклучува апаратот да се направи второ мерење затоа што никогаш нема да ги добијат истите резултати. А најчесто тоа го правиме. Најчесто тоа, она второто мерење сакаме да си потврдиме, еднаш да. го измеривме и веднаш го мериме повторно така за да видиме дали вредностите ќе бидат во тие. Во секој апарат стојат одредени насоки каде што вели минимум 5 до 10 минути да има разлика од првото до второто мерење, заради тоа што самите крвни садови ја немаат таа еластичност да можат сега и веднаш после едната пресија или притисок кој што го правиме врз надлактицата, да крвниот сад се врати веднаш во нормална состојба, поготово кај постарите особи. Заради тоа многу често се враќаат пациентите и велат апаратот не мери точно. Имаме разлики во вредностите. Првиот притисок ми беше 140 со 80, вториот ми беше 130 со 70. Едноставно тие моменти мора да се појаснат за да знаат пациентите дека не е до апаратот. Апаратите се баждарени во основа, меѓутоа најдобар начин на проверка во дадени моменти се
едноставно, ако треба да се извади манжетната да се стави, ако треба на другата надлактица, па уште еднаш да се измери, меѓутоа не секогаш нисата надлактица едно после друга да се направи мерењето на крвниот најчесто на притисок. левата рака, така добро Најчесто. поставување и местење на Така. манжетната и да не гледаме така во апаратчето и да чекаме колкави ќе се вредностите, едноставно седнати вака, убаво раката наместена. Така. Таа позиција е многу важна, во секој случај ние ќе приметиме дека и позицијата да се промени понекогаш имаме одредени промени и флуктуации. Секако вредностите и да отстапуваат 5 до 10% од еден до втори апарат не е некоја голема разлика во секој случај. Порано, значи, самите матични лекари ги користат оние живини апарати кои што сега не можат да се најдат на некој начин, а во домашни услови верувајте дека самостојно луѓето не можат со мануелните апарати да едноставно правилно го измерат сами на себе. Прецизно да го направат тоа, па и да слушнат. Во секој случај дигиталните апарати го нудат комодитетот, домашни услови, пациентите и во постарата возраст да добијат соодветни вредности кои што ќе потпомогнат понатаму во одредување на терапијата. Така. Имаме повторно гледач на линија. Добро утро, повелете. Се исклучи гледачот. Се даде вам, ќе се обидете уште еднаш да се јавите за да го поставите прашањето. Дали го имаме и следното јавување? Добро утро. Ајде, во очекување на јавувањата на нашите гледачи, зборуваме дека е важно терапијата да ја применуваме онака како што треба. Голем дел од популацијата, едни веќе имаат дијагностициран крвен притисок висок или пак покачени масноти, преземаат нешто и контролираат. Голем е делот на оние кои што знаат дека го имаат проблемот, ама не преземаат некаква контрола врз сето тоа, а исто така има одреден дел на луѓе кои воопшто и не се ни свесни дека го имаат проблемот и со едното и со другото. Има секакви ситуации, во секој случај кога пациентите знаат дека имаат повишен крвен притисок и масноти, треба сериозно да пристапат кон решавање на овој проблем, затоа што рековме дека сето тоа може да доведе до други посериозни оштетувања. Имаме пациенти кои што ги чувствуваат промените на крвниот притисок и самите бараат здравствена помош, има и такви пациенти кои што едноставно немаат симптоми воопшто и едноставно систематските прегледи се тие кои што ни потпомагаат за да дојдеме до некаква контролирање на овие здравствени состојби. Редовното земање на терапијата е она кое што ќе даде долгорочни услови, мислам резултати во третирањето на повишениот крвен притисок и маснотите, и секогаш велиме како фармацевти кога имаме такви пациенти, имаме секогаш и додатоци во исхрана кои што ние како фармацевти ги препорачуваме, а ги препорачуваат често и самите матични лекари, секогаш со цел да сите оние несакани ефекти кои што понекогаш самата терапија ги дава, да се поднамалат. И тука повторно е многу важно како се оди кон препорака, кој додаток во исхрана да се земе, пред се да се оди кон индивидуалните навики. Ние сме сепак поднебие каде што рибата многу ретко ја користиме во нашата исхрана, па потребата од омега и внесување на тие омега незаситени масни киселини преку додатоците во исхрана се многу важни, бидејќи ние од една страна ги третираме маснотите, значи меѓутоа еластичноста на крвните садови ни е многу важна и токму вакви незаситени масни киселини кои што имаат антиоксидативен ефект, го забавуваат старењето на крвните садови и ги забавуваат сите тие атеросклеротични промени. Тука се и екстрактите од црвен ориз кои што делуваат исто и на триглицеридите и на холестеролот. Имаме многу често дилеми кај одредени пациенти. Имаме пациенти на пример кои што имаат повисока телесна тежина, а немаат масноти и немаат атеросклеротични промени, и обратно пациенти кои што имаат ниска килажа, едноставно се слаби, внимаваат на својата исхрана, па дури и вегетаријанци кои што имаат многу повишен холестерол и триглицерид. Така е, тоа се ситуации кои секогаш не зачудуваат, бидејќи најчесто со зголемената телесна тежина така го поврзуваме и покачувањето на маснотиите. Имаме гледач сега да го вклучиме за да не се исклучи. Добро утро, повелете. Ало, добро утро, биле. Повелете. Вака, ја поздравувам најдобрата докторка и од сите во Македонија, најдобра. Она ме знае се Камаре. Така. Вака сега. Ја имам тешка болест, мешано сврзано ткиво на секакви болести ме вода од отровик од лекови. Со години имам таа болест, 15 години, никако железото не ми се качува
и хемоглобино, дури рани по ногите ми се јавија, секада без. И биопсија ме зимува и сега пием ампулеве 4 месеца, никако да не ми се подобри железото, што да правам, и рани ми излегува по ногите, чесење на кожно сум била, и биопсија сум правила, ништо не се покажува на биопсијата. Да. Нека ми помогна докторката Биле, ја Така, ви сакам благодариме. многу, Да. многу, Ви најдобра. благодариме и за прашањето и убавите зборови што ги упативте до Билјана. Фала, Така, фала. благодариме. Да, во секој случај и секогаш тетка Марева како ќе се јави на оваа емисија, велиме дека мора консултација со матичните лекари затоа што склоп на различни болести се во прашање и едноставно секој додаток во исхрана тука мора многу внимателно да се дава затоа што верувам дека има голема терапија која што сама по себе сега споменавме. Лекот не би бил лек ако нема некој несакан ефект и токму тие несакани ефекти понекогаш со неправилна суплементација на одредени додатоци и се манифестираат поинтензивно. Напомена дека има анемија, секако ампулите кои што ги зема предпоставувам се од типот на препарат што содржи во себе железо, меѓутоа за да имаме подобри резултати, верувам дека матичните лекари препорачуваат соодветно нели B12, сите тие дополнителни суплементации кои што едноставно ќе потпомогнат во врзување на тоа железо и покачување на нивото на хемоглобинот. Жалост што и сам процес е малку подолго траен, не можеме за еден месец така да го постигнеме. Не можеме за еден месец, повторно бара редовни контроли, крвни слики, анализи за да се види како се подобрува самата состојба и секако една по друга се надоврзуваат. Тоа е она кое што го велиме дека ако здравствениот проблем не се третира сега и брзо кога ќе се фати на почетокот е многу поедноставно да дојдеме до решението и кога се прекинува било каква терапија, сепак апел да не се прекинува на своја рака. Ниту дозирањето, едноставно ако треба нека бидат почестите, ако треба контроли кај матичните лекари, меѓутоа кога ќе се дојде до некоја ефикасна терапија да сепак и таа редовно се контролира за да не се доведеме во ситуација да понатаму она што некогаш ни било ефикасно како третман едноставно повеќе не делува. Така, гледачката рече дека сега ги пие ампулите, веројатно треба да помине одреден период, така па да се направи контрола, можеби ќе има решение. Па ако и тука не се постигнува ефектот, веројатно ќе се најде некој друг начин така во терапија како да се подобри железото. Имаме многу препарати од типот на за третирање и на анемија, за третирање и на било каква нарушена здравствена состојба, меѓутоа повторно ќе кажам мора да имаме сите ние индивидуален пристап спрема потребата и сето она хронична терапија што пациентот ја зема, а сепак матичните лекари се тие каде што нели го има здравствениот картон, ја знаа здравствената состојба на своите матични пациенти и најсоодветните препораки токму од тоа место треба да дојдат. Следува уште еден блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Продолжуваме со разговорот во студиото, но да го вклучиме сега веднаш и следниот гледач. Добро утро, повелете. Добро утро. Јас со крвниот притисак некни бев на доктор и ми покажа докторот дека 200 и притисакот ми е. И пијам некои апчиња за притисакот, меѓутоа помош неам. Што да правам? Прашањето е кај вашата присутна докторка, која е почитувана кон мене и ја кон неја. Ќе слушнете сега, да. Навистина високи вредности на притисокот. Се работи за крвен притисак се работи. Така, ве слушнавме, убаво ве разбравме, еве сега ќе слушнете совет и препорака. Да. 200 повишен крвен притисок треба да се третира. Пациентот спомена дека матичната лекарка или матичен лекар има препишана терапија, меѓутоа доколку со таа терапија нема резултати пациентот и се уште притисокот нели покачен, мора повторно да се јави кај својот матичен лекар да се види што понатаму, значи дали ќе се зголеми дозата или ќе се смени видот на лекот кој што е препишан. Секако постојат различни препарати. Јас
почесто пациентите кои што доаѓаат и лековите ги земаат на рецепта, значи најчесто на рецепта одат единичните дозажни облици, например посебно диуретик, посебно лек кој што е за крвен притисок. Комбинираните препарати одат исклучиво на приватно, значи пациентите мора финансиски сами да ги платат, а тие комбинации се многу често и доста поефикасни, затоа што имаме многу често со многу помали дози, си подпомагаат на своето делување, имаме многу подобро резултати во намалување на крвниот притисок конкретно. Заради тоа сметам дека во дадени моменти кога треба финансиите се оние кои што се многу често за жал пречка кај одреден број на пациенти да се ги приуштат токму тие терапии, можеби во иднина фондот ќе има слух да и тие комбинации ги стави во можност да пациентите ги земат преку фондот, бидејќи на тој начин рачунајте дека менаџирањето на самата терапија е многу поедноставна. Пациентите понекогаш излегуваат со 10 до 15 препарати кои што верувајте никако млади особи да треба сите тие таблетки да ги земеме, ќе ги заборавиме во текот на денот. Кога имаме комбиниран препарат, кога имаме 4 лека активни, така, 4 супстанции активни ставени во една таблетка, верувајте многу поедноставно е третирањето кај пациентите и со многу помали дози се добиваат подобри резултати. Секако повторна апел до пациентот, штом терапијата после недела дена не делува, сепак да побара лекарска помош кај својот матичен да се види што понатаму со промена на типот на лекот. Веројатно во домашни услови па гледа дека е покачен притисокот, секогаш во секој момент матичните лекари се достапни, така, се до своите достапни, пациенти. секако. Некогаш само и по телефон можете да направите консултација, да процени така што да смените. Секако мора консултација со матичниот лекар и она што е важно во вакви моменти, да пациентите, повторно ќе напоменам, се придржуваат на терапијата и да се одреди многу често етиологијата. Имаме ситуации кога стресот, вознемиреноста е причина плюс за покачување на крвниот притисок. Ние колку и да сакаме да делуваме со самата таблетка, значи за намалување на крвниот притисок, ако не се даде препарат или лек за да се смири пациентот, значи мора да се види етиологијата, од која е причината заради која што се јавува повишен крвен притисок. Ако е таа етиолошка и точно има одредени причини позадински од атеросклеротични промени и други работи, тоа е нешто на кое што мора да се влезе во терапија и таа континуирано да се тера. Најголем дел од нив се сепак доживотни терапии. Така, да. Кога матичниот лекар или специјалистот ќе препишат одредена терапија, даваат и нешто дополнително кое што е како еден вид заштитна терапија, така, пред се да го заштити желудникот. Не секој пациент кога ќе дојде во аптека ќе си ја земе само основната, ама ова дополнителното едноставно не го зема затоа што мисли дека нема проблем со желудникот, а не е свесен дека може да на тој начин го штитиме да не дојде до оштетување. Знаете, во секој случај повторно ќе споменам, фармацевтот е тој кој што издава терапијата. Најчесто при првичното издавање на терапија, кога ги пишуваме дозажните облици, кога појаснуваме дека одреден препарат е за да ја намали секрецијата на желудникот и да спречи едноставно некои несакани ефекти од самата терапија, пациентите знаат да изреагираат, мене желудникот не ме боли, нема потреба, тој препарат не го земам. Меѓутоа, повторно, улогата на фармацевтот е тука да појасни зошто препаратот е препишан од страна на лекарот. Значи, ние понекогаш сваќаме дека и финансиите и многу други пропратни работи, оптеретиност од многу таблетки доаѓа на некој начин до одбивност да целата таа терапија се прими. Меѓутоа, кога ќе се појасни зошто треба да се земе препаратот, имаме многу често после, например, коронарографија, каде што се препишува терапија која што треба да не дозволи да дојде до згорчување на крвта, како антикоагулантна терапија. Едноставно, тука мора да се препише нешто за да се заштити слузницата на желудникот. Бидејќи ако не ја заштитиме, понатаму ќе ги третираме последиците кои што може да настанат од самата терапија. Затоа е многу важно кога еден добро спремен фармацевт тоа ќе го појасни на пациентот, верувајте дека никогаш немаме негодување, туку со задоволство ја зема терапијата, се придржуваат кон препишаната терапија и имаме резултати. Затоа што фармацевтот, матичниот лекар, сепак сме на некој начин примарната здравствена заштита, најдостапни здравствени работници и токму оваа соработка на триаголникот пациент, фармацевт, матичен лекар, верувајте, е многу важна за да имаме резултати. Така, да. Имаме повторно гледачна линија. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав за емисијата и за гостинката. Имам едно прашање, ако може.
Може секако. Јас имам големи проблеми со желудникот стално и земам секој утро омепразол 40. Сега шум земам други лекови, мене ми прави пак проблем, например во желудников, гадење, повраќање, болка во желудников и ти работи. И друго прашање, значи во последно време јас имам напредната спондилоза во вратот и имам затнување на ушите и во главата како здрвен ми е черепот. Дали е можно од таа спондилоза да се јавува таков симптом? Ви благодариме. Јас, например, за ова мој проблем што го имам со години со желудникот, да речеме. Така, да. Ви благодариме за јавувањето. Пациентката повторно спомена дека зема омепразол, значи наутро на гладнот се земаат секогаш овие препарати за да се заштити или слузницата на желудникот, кога има терапија која што иритира дополнително, верувам дека пациентката спомена дека има спондилотични промени кои што се пропратени со болка и многу често оние нестероидни антиинфламаторни лекови кои што се земаат да се третира болката делуваат исто така штетно на желудникот. Ваквите пациенти особено мора да внимаваат и да се заштитат со дополнителна терапија. Секако повторно ќе напоменеме местото за советување се повторно кај матичните лекари, бидејќи тие имаат здравствениот картон и целосната здравствена слика на пациентот. Во дадени ситуации искуствено како фармацевт многу често знаат дозата и да се зголеми, значи да се земе една капсула од омепразолот или пантопразолот наутро и една навечер, едноставно да може да овозможи подолга и подолготрајна заштита на слузницата на желудникот и во секој случај, значи секогаш избор на одреден антиреуматик или препарат кој што, треба да се свати дека тоа е само симптоматска терапија. Тоа го третира симптомот, треба да се третира во моментот ќе ни помогне само така. Причината која што настанува болката, спондилозата која што треба сепак да се посети физијатар, редовно на физикална терапија, да се оди да се прават редовно домашни вежби кои што секојдневно ќе подобруваат во насока на барем застанување на здравствената состојба на ова ниво на кое што е да не прогредира. Ние понекогаш сме срекни да одредени здравствени нарушувања не прогредира, да застанат на онаа состојба на кое што дошло до нивно дијагностицирање. И сите овие совети понатаму ќе помогнат бидејќи спондилозата многу често знае да е причина за сите тие вртоглавици, зуење во ушите, несоодветна циркулација во мозокот. И заради тоа сметам дека повторно одредени интернистички прегледи кои што матичниот лекар ќе се ги прати с пациентите, ќе овозможат да точно се одреди причината и терапијата што ќе се даде да биде точно причинска терапија. Тогаш ќе имаме поголеми резултати. Така да. Времето ни помина за денешната емисија. Имавме и доволно јавување на гледачите, за да им упатиме совет и препорака што да направат. Оставаме некоја следна прилика повторно да зборуваме за теми кои што го засегаат здравјето на многу гумина од нас. Ви благодарам за поканата и секогаш велам јас многу ми е драго да можеме да пренесиме како фармацевтите може да помогнат во овој здравствен систем и да помогнат на пациентите, зашто секогаш делата се оние кои што ни даваат дополнителна енергија и да бидеме подобри. Така, благодарам уште еднаш, а благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со ТВ24.